Мислиш ли дека има нешто натиго, дај ми го во... Мислам конкретно на надпреварот Беса последно. Искрено, да не се правиме сите, како се вели, на удрени, најшерески кажано. Да. Натиго, дај ми го имало и пред 50 години, имало и пред 20 години, имало и пред 2 години. Значи играат Силекс и Вардар во Кратово, приходот од продадени карти е 252 евра, или у просек продале 100 карти по 150 денари, отприлика по 2,5 евра. Силекс Вардар во Кратово. Па сега, значи, кој може да го фати крајот тука, како е, што е, зошто е? Голот на Азер Омераги ќе чиска ко солза. Так, ама стварно ми се направи кеф. Главниот судија на овој надпревар, Керим Бењамин од Скопје, имаше благо наклонетост кон Вардар, не баре како да игра на домашен терен. Апсолутно нема место за втор жолт картон. Ако еднаш во Кратово овде се случи инцидент, не дај Боже, тежок инцидент, тепачки или да се прекине на преварот, Силекс нема повеќе да игра фудбал. Повторно, како да некако аршините ги губат. Дај вие суди, делегати, таму тие што се структури на ФФМ од какви да се викаат комисиите. Значи, не може кога на Шкендија Вардар, односно на градскиот стадион, односно Вардар Шкендија, Бесарта Ибраими, едно славно фудбалско име, како да се големо вика, фудбалско име, така? најефикасен странец во како бе историјата на Другутов тогаш нема црвен картон, а сега има втор жолт картон на сега зборуваме за истото. Фер, не е фер тоа, како може така? За истото зборуваме. Па тоа треба малку да се позамислат. Зошто? Затоа што создавате револт кај сите навивачи. На и така утепаниот македонски фудбал не му требаат вакви ситуации. Тоа не значи дека треба оваму да се простуваат такви гестови, оваму на дечкова да му се дава втор жолт картон, заради тоа што треба да остане Силекс играч помалце. Па не е уред. На човек да му се одмили, што е навивач на Вардар. Да му се одмили. Дека ти си многу блага. Тука пукна тиквата и тоа не треба да се става под тепих, треба и за тоа да се отворат картите и да кажеме нешто повеќе. Ако сакаме да имаме публика, ако сакаме да имаме навивачи, и па на крај крајва за кого се игра овој фудбал? Добро вечер, Македонија. Добро вечер од студиото на Скок. Еве, овој викенд не немаше на терените, на фудбалските терени и продукција Скок абстинираше од оправдани причини, за нас оправдани, за вас не. Вие барате, прашувате зошто не нема со извештај, со емисија, посебно на надпреварот Вардар, но ние сме на други надпревари, не само на Вардар. Оваа топка е последниот сувенир кој што викендов го донесовме од Минхен, топката со која што ќе се игра, односно се игра нокаут фазата од Лигата на шампионите, финалето знаете е во Минхен 31 мај оваа година. Затоа нема да зборуваме вечерва. Вечерва зборуваме за првото коло од третиот круг во Македонската прва фудбалска лига. Ќе зборуваме за тоа како одиграа нашите екипи, дали некој од предвидувањата што ги имавме сме погодиле или нешто сме промашиле, но она што е најважно ќе зборуваме зошто македонците не сакаат да гледаат фудбал, зошто не одат на фудбалските терени, а тоа го подкрепуваме со скринингот на УЕФА Другутов. Токму така. Добро вечер и од мене. Значи, Европската куќа на фудбалот, УЕФА, излезе со официјални податоци од направениот скрининг на сите национални асоцијации, нејзини членки, меѓу кои Фудбалската федерација на Македонија. Бројките се однесуваат за минатата сезона, а навистина се чудни, фрапантни и даваат одговор зошто нашите стадиони зјаат празни. И ќе го елаборираме тоа низ призма на математиката. Овамо сакаме фудбал, а овамо не доаѓаме на фудбал. Ајде еден краток джингл и продолжуваме. Нашата анализа за колото што се одигра викендов во Македонската прва фудбалска лига ќе ја почнеме враќајќи се околу еден месец наназад, негде таму средината на февруари, не знам точно кој датум беше, кога почна Македонската прва фудбалска лига. Зошто токму враќање еден месец назад? Затоа што тогашните информации од порталите, од колегите, па и од нашата анализа зборуваше дека екипите на Беса, на Брера Струмичка и екипата на Воска се трите екипи кои што треба да се борат за опстанок во оваа прва лига. Токму така. Дали е така? 16 февруари беше стартот на, условно кажано, пролетниот дел од фудбалската сезона на првата македонска фудбалска лига. Мал милион информации
кога е во прашање борбата за титулата и борбата за опстанокот. Меѓутоа, она што делуваше, читајќи ги сите тие информации поврзани со спонзори, финанси, тренери, услови, ти реков, ми рече... Брера ја имаше распуштено скоро екипата голем. И не беа исплатени 5-6 месеци, скоро со плати. Воска им откажаа турските спонзори, Беса го ангажираше едниот тренер Бабунски, па не се договори, па го зема Горас Михаилов и така натаму, зборуваме за тој долниот дел. Вардар се засили со 12 фудбалери, Пелистер го смени тренерот Вратко Костов, го донесе Стрган Захариевски и од таа констелација на односите Брера, Воска и Беса некако кога да беа отпишени. Сега зборуваме за долниот дел. Беа отпишани на почетокот, уште пред почетокот на сезоната, тие се екипите кои што веќе испаднаа. Оние Стројан Адличир, верат, овие испагаат, Вардар, Тиквеш, Пелистер се спасуваат, завршена работа. А сега? Самите резултати во овие кола, посебно последните 6 резултати од првото коло, од третиот круг, велат сосема поинаку. Ако Беса излече нерешено на гостувањето во Вардар и изгуби дома од Силес, кој пак е претендент за првото место, во неделата го победи Шкупи Среде Чаир и повторно се вклучи во таа трка за гол праволешки живот. Воска се бори, не се предава, тешко губи 1-0, дома победува со 18 бодови заедно со Беси и со Тиквеш се тука во таа брканица. Вардар и Брера се чекор напред, пред се Вардар кој покажува навистина добри игри, зборуваме оно што го гледаме на теренот. Добри во однос на тоа какви беа претходно. Апсолутно, во право си, добро го потенцираш тоа. Не дека се добри и одлични и сјајни, него во однос како беа претходно, сега се... Во однос на тоа како Вардар играше есеноска, еве една конотација, како примаше голови, не како даваше, ако на 4 надпревари не примел гол, на вчера нема примено на 3-4 надпревари. И тоа погрешка на голман за негова несреќа. На младиот Вардаров голман. Сакам веќе да не те прекинувам. Не, тука се збориме, тоа е веќе интересна битка за опстанок. Значи, да не речам дека нашите предвидувања не се обестинија, за среќа, за интерес на сето ова што го гледаме. Они се сега, значи, спрема табелата, овие за кои што зборуваме, 3 не се така длабоко на дното одделени. Да, сето тоа е тука во еден котел. Слично и на врвот на табелата. Дали најавивме, нели, како беше, подсетиме за тренерите? Да, за тренерите што го најавивме, ајде еве прво тоа да го спомнеме. За Струга Илшо Ѓорѓиевски го најавивме дека е седми вардарец кој што е во моментот актуелен тренер во македонското кој се бори против Вардар. Поздрав до Илшо Ѓорѓиевски, имавме контакт со него и начално веќе прифати да гостува во продукција Скок на фудбалски теми. Идејата ми е дека со неговото ангажирање полека и Струга фаќа чекор во борбата за таа барем трета позиција, ако не е прва и втора позиција, заедно во тој котел со работнички силе, Шкендија и нема предавање. И тука е интересно исто како и на дното. Па види сега, значи Шкендија некако се издвојува од Струга, се издвојува од работнички, се издвојува од Силекс. Простината на играта, според компактноста на играта. Бодовите некако и бодовите некако се издвојува или не? Не е голема разлика, тоа се 2-3 бодови. Не, сакам да кажам еве тоа што го гледавме, значи во живо на терен, работнички покажа многу лошо издание со Вардар на Петар Милошевски стадион. Денеска понеделник на истиот терен го победи Тиквеш со 1-0 и со ова е последен надпревар од неделното коло. Силекс пак имаше кикс, мислам дека во првото коло, еве сега со Вардар успеа само. Ќе изборуваме малце повеќе за Силекс Вардар, само да го завршиме овој дел, значи апсолутно некаде во средината на табелата, можеби Пелистер е малку по-безбеден во таа трка за опстанок. 30 март е тој решавачки дуел меѓу Пелистер и Вардар во Битола, кој ќе гори повторно Битола и предпоставам каде надпрва што ќе предизвика огромен интерес и тоа ќе се реши кој од овие два клуба ќе отиде, па кој другиот ќе остане во таа борба за опстанок, тоа е едно наше видување. Шкупи е тука релативно безбеден, меѓутоа интересно е што реков Струга се враќа во таа трка, а за нашите гледачи да објасниме дека втората и третата позиција носат квалификации во Лигата на конференциите под покровителство на УЕФА. Тоа е интересен предизвик.
Нормално шампионот игра квалификација во Лига на Така, шампиони. нешто што не го зборнавме пред да почнеме да ја снимаме емисијата, а мене ми доаѓа како прашање, како и секогаш, нели, нешто така од низ муабетот ми се раѓа. Дали мислиш дека сега малку ќе негодуваш? Мислиш ли дека има нешто натиго, дај ми го во имавме и наслов таков еден, да во овие надпревари? Например, што конкретно мислам сега? Мислам конкретно на надпреварот Беса последно. Мислиш ли дека тука искрено да не се правиме сите, како се вели, на удари, најшерески кажано. Да. Натиго дај ми го имало и пред 50 години, имало и пред 20 години, имало и пред 2 години. Зборуваме за некои пријателски изградени односи со години, или зборуваме за интрига, или зборуваме за класично лажирање, кога се опрашање и дори финансиски средства, сето ова е неофицијално, меѓутоа еден податок е на официјална информација која предизвика голема интерес во јавноста, а која ја пласираше самиот претседател на Фудбалската федерација Масар Омерагик, кога кажа дека македонската куќа на фудбалот има официјални податоци добивени од УЕФА, дека станува збор за одредени надпревари кои се под сомневање. Сега дали се однесуваат за минатата сезона, дали за оваа сезона. Мислам дека 2023-2024. Ирелевантно е тоа, меѓутоа сето тоа е борба за честност, пред се борба за честност од УЕФА, па пренесена на ФФМ, за која се залага фронтменот на федерацијата, и сето тоа пак не носи дека овие резултати последните, ајде да ги прочитам, значи Силис Вардар 1-1, Гостивар Брера 2:2, еве Брера добар бод со Гостивар, Шкендија Пелистер 1-0, Шкупи Беса 2:3 на ова алудираш ти. Да. Јас ја гледавме Беса против Вардар, ми се покажа како цврста екипа. Струга Воска 1:0 и рековме последниот надпревар одигран во понеделник. Денес 10 март работнички тикваше 1:0. Тесни резултати. Тешко е да се каже за ова, тешко е да се одговори, меѓутоа индици има. Сега како ќе оди работата ќе видиме. Така, ајде пред да преминеме на овој дел што сакаме да го исто убаво изанализираме околу скринингот на УЕФА, околу парите, односно колку точно заработуваат македонските прволигаши од продадени влезници, тоа е топ тема. Така, или што би рекла јас, зошто македонците не одат на фудбал? Ајде да затвориме на джинглче, па ќе продолжим. Може. Тука сме со главната тема на вечерашната емисија. Доргутов, што кажува скринингот на УЕФА за заработката на прволигашите? Тука станува збор за прецизни информации за еден официјален извештај кој е веќе пласиран во нашите средства за информирање, кој го има на сајтот на УЕФА. Предпоставувам дека и Фудбалската федерација го има на незиниот сајт, не сме проверили. И релевантно, транспарентен е тој извештај. Самиот извештај е доставен до куќата на фудбалот од УЕФА и во него се изнесени сите показатели како спецификација како македонските фудбалски прволигаши ги заработуваат парите. Да речеме, не знам, од ТВ права толку, од трансфери на фудбалери, од донации, од спонзорства и така натаму. Меѓутоа, она што продукција Скок не интересираат, предпоставам дека и гледачите ќе ги интересира на нашиот YouTube канал, е заработката од продадени влезници. Колку заработуваат? Пред да се вратиме на ова, ти сега ги знаеш бројките. Да, не ми спомна нешто претходно. Е, вака прво една бриф информација дека ајде кошаркарски клуб Партизан ќе го земеме, дека во својот буџет кој изнесува 23 милиони евра, фантастични годишен буџет на кошаркарскиот клуб Партизан. Добро. Приходот од продадени влезници е повеќе од половина. Како податок. А сигурно е повеќе од половина. Кај нас имаат ли приход клубови од навивачи? Од публика? Еве за фудбалски клуб Црвена звезда да ти кажам, па ќе ти одговорам. Оди сега дај за нас 95 милиони е буџетот на фудбалски клуб Црвена звезда, од кои сопствените приходи се повеќе од 60-70%, вклучувајќи ги продажбата на влезниците. Е сега за македонската прва лига. Ти забораваш дека јас бев сега пред некој месец да гледам Звезда Барселона во Белград. Кога ме критикува тие хејтерите, зашто одите да гледате српски клубови, не одите наши? Па дај Боже да има наши да дојде Барселона. Ајде да видиме што вели извештајот на УЕФА. Ајде. Значи, во овој скрининг на Европската куќа на фудбалот
пишува и стои дека 100.000 евра е заработката на сите 12 прволигаши од продадени влезници. Заедно вкупно. Заедно вкупно. Многу бе. Ова, јас лично не го проверував детално, верувајќи на тие податоци. Ако има некоја грешка, тоа грешката е кај мене, не е кај УЕФА. Зошто? Погрешно го пренесувам, бидејќи го кажувам ова и самиот не можам да верувам. Зошто? Да. Затоа што ако 100.000 евра се приходот од продадените влезници, кој ќе го поделиш на 33 кола, прволигашки колови, За во 12 минатата екипи сезона. збориме. А 33 прволигашки кола кај што играат по Така, 6 не пара. зборуваме 6 за 12-те прволигаши во 12-те, Македонија. За така овие е. што ги зборевме пред малку во претходната апсолутно. тема. Сите тие заедно имаат 100.000 евра. Да, излегува Е. дека 3030 евра е заработката по едно коло. Помножено со 33 кола е отприлика 100.000 евра. Ако се поделат 3030 евра на 6 прволигашки надпревари, така, 6 двојки, 6 Така, парови, 6 пара. излегува дека приходот е 252 евра по надпреварувачка двојка. Значи играат Силекс и Вардар во Кратово, приходот од продадени карти е 252 евра, или у просек продале 100 карти по 150 денари, отприлика по 2,5 евра. Тоа е просекот. И тоа значи колку навивачи во просек има на некој надпревар, на било кој надпревар? Значи 100 Спрема париве кои ќе поделиме да влезници. дојдеме до гледачите. 100 продадени влезници по надпревар за цела сезона е минатата сезона. Не може да е така, бе, мајка. Па ја не верувам, а така верувам. Чекај сега, 100, цела сезона дошле само 100 навивачи. Не, 100 навивачи по На еден надпревар. надпревар. Аха, така. По надпревар. На еден надпревар 100 дошле. Просек, значи, просек. да, речеме, овдека- Шкендија Вардар ќе има продадено 2000 влезници, меѓутоа Воска против, не знам, Брера во Охрид ќе има 0 Да, продадени па влезници. тоа сакав да кажам, ова е за изминатата сезона? Да. За изминатата сезона. Сега ти како За оваа, рече? не, за оваа сезона ќе биде уште поинако, знаеш зашто? Затоа што па нели Вардар не наплаќа влезници, не спаѓа во овие од УЕФА. Нели Вардар тоа е многу силен маркетиншки потек на новото раководство. Па јас да ти го кажам, не елаборираме. мислам дека е силен, ама искрено мислам дека има најсериозно, најискрено. Мислам дека има влијание затоа што тогаш кога се наплаќаа влезници по 200 и 100 денари зависно дали имаш членска карта или не, имаше помалку луѓе. Сега откако се отворени вратите, чувството ми е дека има малку Добро, повеќе. на Јужни има повеќе. Да, луѓе, има ама повеќе и мислам дека им влијае на Мислам луѓето. дека не се парите во прашање, мислам дека Не се, резултатите не. на Вардар се во прашање. Па ја не мислам така. Ајде добро да видиме што Да. се случуваше во Кратово. Ајде да видиме што се случуваше во Кратово. Джингл режи. Силекс Вардар во Кратово. Со трето полувреме, да почнем од крајот. А ако почнем од почетокот, со пукната, дупната, како сакате, гума на автобусот на вардарците, додека патуваат на кај Кратово. Препукувања пред најавата, пред почетокот на надпреварот. Раководство не ги не дозволува комитите да дојдат. Па комитите одат со раководството, не знам Пласирање на што. лажни информации. Так, значи, Хејтење да не кажем. па сега, значи, кој може да го фати крајот тука, како е, што е, зошто е. Меѓутоа, и овој надпревар е малку поврзан со ова претходно што го зборувавме. Значи, публика и навивачи Вардар сака да има. Ајде сега ќе речам повеќе, иако ние знаеме навивачи што овај публика што отиде, не навивачи, за навивачите веќе знаеме дека отидоа, нели, ви читавме. Знаеме и многу наши блиски кои што отидоа во Кратово, ние потенцирам, кажав и на почетокот, не бевме во Кратово. Нема да елаборираме зашто и како, и на крај крајава ниту некому сме должни да елаборираме зошто. Едноставно не сакавме да отидеме. Еве така прифатете го, не сакавме да отидеме. Поентата која е? Тетовче, односно Александар Васовски, тренер на ФК Силекс. До вчера тренер на Вардар. Од другата страна Гоце Седловски, двајца да не речам пријатели, другари кои што заедно твореле, работеле во ФК Вардар. Како им е на нив сега после овие му беше случувања? помошник на Гоце Седловски од можеби најуспешните години, најуспешниот период на Вардар, кога освоија два пати ми се чини шампионска титула и има тој излез во Европа. Пред тој или после тоа тој. И сега после сево ова што се случува, читаме денеска Јас мислам дека на нив експресна 20-та одлука на кои се таму што казнуваат, како се вика телото. Си има орган, има дисциплинска комисија и релевантно. Еден. Вардар добива бод, извини,
Вардар добива бот, односно Силекс губи 3, јас така ќе кажам, бидејќи до 94-та која минута. Добро, кога сме води кога треба да кажеме Силекс. дека голот на Азер Омераги ќе чиска како солза. Така е. Од Ќе една го видите не на крајот, толку- двата гола ќе ги видите на крајот од нашата емисија, значи ќе ги пуштиме. Така, од една не толку изгледна позиција или чиста позиција за постигнување на гол, сето тоа беше малку мешаница. Едно време беше да проработи ногата на Азер. Тоа може да ги радува само вардаровите навивачи, оние Така. кои го сакаат Вардар, а кои Така. бараат и влакно во јајце на сите играчи, Така. од новиот капитен Јас да ти Захари, кажам што наискрено, преку пошто сите. го спомна, пак ќе ми се лутат оние навивачи што викаат остави го човекот да зборува, ама стварно ми се направи кеф. Знаеш зошто? Сме слушале, кога гледаме, слушаме, абе вади го, абе не го бива, абе ова, Ама она. добро, ти Сега Азер- ти не слушаш дека и за другите вика? Викаат и за другите, ама Ајде да се некако, вратиме во есенскиот ама дел. некако како кај Азер да е Ајде потенциран. да се вратиме во есенскиот дел. Што играше Донгмо? Што играше Чосич? Само двајца ми текнува од ново ангажираните кои веќе не се уварда. Што играше Мециновиќ, До некаде кој е си во скапо право. платен? Што Да, играше да, да. Мециновиќ? Не, добро, до некаде си Ама во право. викали и по нив. Јас, значи, они викаат генерално по сите што не играат добро, меѓутоа некако беа многу насочени кон Азер. Јас не го кажувам прв пат, кој неколку пати сум го кажала, тоа е едно симпатично момче кое што мене ми е многу мило уште од Вардар кога го пратевме во. Па го крена на раце резервите, влегоа, ја прекина, го прекина Значи, на браво, Азер, искрени честитки од мене, навивам за тебе. Браво да продолжиш да Ај даваш кажи голови. збор 20 за грешката на голманот. Изворедни одбор не бе се сгреши. Добро, за него еве на пример Талески. искрено ти кажувам, прочитав некои коментари дека Гачевски ова другото момче како се вика голманот, Гачевски има повредена рака, наводно ја ударил од предмет нешто. негова работа. Повредил, што нека побрзо оздравување Гачевски. Што да Да. кажеме сега? Талески бранише мојаветот ми е многу дека- многу добро, изворедно добро на 4 надпревари, но еден млад голман кој се вклопи во таа концепција нова на Вардар. И оваа грешка што се случи во Кратово е буквално составен дел на фудбалската игра. Види, значи останува впечатокот вака, да бидеме искрени пред самите себе. Јас и ти, и пред нашите гледачи, и пред оние што секојдневно те контактираат и сакаат да го слушнат твоето мислење. Гледајќи ја емисија, гледајќи го надпреварот потоа, значи на овој каналот на ФФМ. Slow motion со highlights. Така. Дока и 20-та минута ти самиот даваше коментари кои што не се за камера, односно како да не беше задоволен од тоа што го гледаш на теренот во смисол тоа. на Тоа имаш право и треба да сме отворени самите пред себе. Лично нашето тело, нашиот дух, нашиот ум и навивачка страст е на страна на Вардар. така е. Тоа не треба да се меша со она што го гледаме на теренот, и ако некој е подобар од Вардар, треба спортски да се признае и пред ТВ камерата, и во Така. новинарскиот тефтер, дека тиквеш брера или беса заслужено му зема бот на Вардар. И релевантно и нашите, да кажам, новинарски или професионални или коментаторски конфронтации со раководството на Вардар и со ред другите. Тоа Така. е една работа, она што го гледаме е втора работа, она што го коментираме е трета работа. Така. Тие три нешта се различни. Во тој контекст, моето гледање беше дека главниот судија на овој надпревар, Керим Бењамин од Скопје, Керими, се извинувам, Бењамин, имаше благо наклонетост кон Вардар, не баре како да игра на домашен терен. Ја постојано така го коментирам како судијата сака на некој полека, онака дискретно да му помогне, тоа е мое чувство. Тоа не значи дека Вардар играше лошо, односно дека Силис играше слабо. Добро, и фудбалските нестручњаци како мене може да видат дека фаулот за кој што е досолден втор жолт картон, а потоа и црвен на фудбалерот на Силекс, како и да се вика, Добро? па дека е Да. дискутабилен во најмала рака, ајде да кажам престрог. Значи, мислам дека во анализата тоа го имав елаборирано. Ајде да не ги трошам моментите. Го успоредивме, го гледавме. Апсолутно нема место за втор жолт картон. Дури она што го видовме на забавената снимка, фудбалерите на Силес се повлекоа за да можат вардарците да го изведат слободниот удар. Главниот судија, после пауза од 30 на секунди,
да не речеме една минута сега, можеби не, и многу. Да. Го извади вториот жал картон и го повика играчите и му го покажа црвениот картон. А во други прилики, кога е втор жал картон, во истиот момент судијата го покажува жалтиот картон и црвениот картон. Тоа е моје согледување на нешто. Знаеш на што И нормално е таа реакција и таа ситуација предизвика револт кај домаќините. Да, види, по мене не е нормално да има напад. Ја не знам навистина се уште што е точно случено, не знам ти дали знаеш. Не, напад никако. Знам дека тоа што го прочитав официјално е дека Александар Васовски имал вербален само да ти кажам една работа. Ќе продолжиме за Александар Васовски и за неговиот. Значи, Мијалче Доргутов е следбеник на сите надпревари на Селекс од неговото играње во првата сојузна лига од 92 година. Ќе ги цитирам зборовите на Љубисав Иванов Дзинго, покоен, председател на Фудбалската федерација на Македонија, кој во неговиот мандат сакал, не сакал, влечеше за својот Селекс и Селекс имаше помош и од судии, и од делегати, и од контролори, и ги зимаше најдобрите играчи, отиде најдобриот македонски тренер Ѓоко Хаџиевски во Селекс. Селекс беше компактна екипа. Меѓутоа, поентата не ми е во ова што го кажам. Поентата ми е во зборовите на Љубисав Иванов Дзинго, кој пред мои уши и очи има кажано: ако еднаш во Кратово овде се случи инцидент, не дај Боже, тежок инцидент, тепачки или да се прекине на преварот, Селекс нема повеќе да игра фудбал. Тоа се зборови на Љубисав Иванов Дзинго. Кажани пред 25-6 години. Сака да кажи дека е сигурен дека ќе ги како домаќин ќе биде добар да ги угости, тоа му е поентата. Во таа конотација она што се случи во да кажам во тунелот на стадионот во Кратово, што се случило, пардон. Така е. И каде што видов, јас лично видов на забавените снимки дека вториот помошен судија кој беше лоциран пред навивачите, пред единствената трибина во Кратово, побегна во субликуваното. Ги остави првиот помошник и главниот судија со полицајците на средината на теренот. Види, значи апсолутно на и така утепаниот македонски фудбал не му требаат вакви ситуации, апсолутно не му требаат вакви ситуации од домаќини. Јас можам да разберам како спортиста револт кога си имал победа во рацете, па си ја загубил. Дали сега судијата тоа што ти дал црвен картон е една работа, значи тоа е една работа, разбирам да се револтирам, но да има така атак и напад, апсолутно не. Нема оправдување за такво. Нема оправдување за такво нешто. Тоа не е за Селекс, тоа е по дефолт за било кој фудбалски клуб. Но еве па сакам да кажам, значи треба малку застана кај Васовски. Да, не ќе се вратам апсолутно го за Васовски за тоа што е денеска суспендиран и казнет поради црвен картон заради вербален експресно суспендиран за 24 часа. Така, 1 месец ќе биде надвор од терените, да ти кажам. Јас не знам што се случувало, нити ти знаеш што се случувало. Еве Тетовчи ќе го исконтактираме деновиве, намерно не му се јавив денеска, искрено чувствував потреба да му се јавам, и јас се ве кажувам. Не е во ред дека страстите не се стимнат да се бараат официјални. Не, знаеш што ми е поентата? Повторно како да некако аршините ги губат. Дај вие суди, делегати, таму тие што се структури на ФФМ од какви да се викаат комисиите. Значи, не може кога на Шкендија Вардар, односно на градскиот стадион, односно Вардар Шкендија, кога беше оној спорен пенал, спорна одбрана на голманот на Вардар, кога нели скокнал порано па не скокнал, значи имаше, ние тоа го правевме со посебна емисија. Имаше таков напад и физички контакт, не удирање, но физички контакт, напад. Меѓу капитенот на Шкендија Бесарта Ибраимија, но славно фудбалско име, рекоме големо фудбалско име, најефикасен странец во историјата. Како ме Дургутов тогаш нема црвен картон, а сега има втор жолт картон на. Па сега зборуваме за истото. Не е фер тоа, како може така? За истото зборуваме. Па тоа треба малку да се позамислат, зошто? Затоа што создавате револт кај сите навивачи. Јас не можете да ми го одземете правото, нити мислата дека јас навивам за Вардар. Навивам сега и 20 години наназад 30 и ќе навивам. Но тоа не значи но тоа не значи дека сакам за самиот чин, за само тоа што го гледаат гледачите. Така е, но тоа не значи дека треба оваму да се простуваат такви гестови, оваму на дечкова да му се дава втор жолт картон заради тоа што треба да остане Селекс играч помалце. Па не е уред. Не е уред, мислам навистина. Знаеш, Наташа, да ремизираме, 1:1 е резултат кој можеби ќе ги стивне страстите и дополнителните казни на овој натпревар.
Значи фудбалерите на Силекс дадоа максимум да го сочуваат со играч помалку тој резултат. Апсолутно Вардар беше доминантен со Доминантен посетна беше, топка и точно. со организација на акциите. Така. Дури имаше и еден погоден директ на ново влезениот Едис Пахил. Неколку полушанси, ете, да не кажеме зрели Не, шанси. Вардар доминираше. А голот после на тоа. Азала Марагик веќе го опишавме од не толку изгледна, од полутешка ситуација, добар ризантен удар, изрмнување 1:1. Дури влета од клубата на Вардар фудбалерите да го поздрават година Тоа на беше го нации и се фотофиниш прекина на на крај, прво. да, завршен превод. Па мислам дека го изведа ударот од центарот и судијата освери крај. Поентата е за која што знам дека се сложуваш е дека треба малку да се некои работи, јас ги читам, како релаксација ми е тоа, апсолутно не ми е професионална работа. Значи читам коментари на луѓе. Не читам коментари на навивачи кои што секој за својата екипа, на сериозни луѓе. Сериозни луѓе од разни градови, од Кавадарци, од секаде. Луѓе, значи над 50-та година. Зборувам не членови на навивачки. Што вела, не му треба на Вардар помош. Значи нешто не само не му треба помош на Вардар, него не ми е поинтата за Вардар сега, него дека не е во ред да се случуваат генерално на надпреварите вакви ситуации, затоа што и тие малку публика што ги има од претходно што го каже ти, ќе ги нема, не сакаат луѓето да одат да гледаат. Така. Значи мора нешто да се Добро, смени. сега ова беше фокусот беше ставен во Кратово на првото коло, третиот круг на надпреварувањето. Слични, да кажам, настани, ајде нека не видат инциденти, имаше и во изминатите надпревари од првите два круга. Можеби не толку драстично или со таква жара и енергија, еве да кажеме како што Александар Васовски Теточе реагирал во најмала рака непристојно, па Не е знаеме пријавен како, од да, некој. да. Ама не може да биде казнет ако не е пријавен од официјално лице. Тоа е чиста ситуација. Треба само да се расчисти што и како. Значи имало муаветот ме имало слични ситуации на ова, а никој не бил суспендиран 24 часа. Па за тоа зборуваме, сега. аршинот да биде секаде ист. Мислам, И сега па да не се сватам грешка за тоа што го спомнав овој дечкото од Шкендија. Нема врска дали Шкендија е ваков Не. клуб, ово е ваков силе. Извореден спортист, оние кои Така, добро го не, познаваат. значи да не се разбереме грешка. Поентата е не може за едното, зборувам за тоа што го гледавме во живо и тоа. Да. И сега ова што се случува, па треба да се изедначат нештата. Значи, ако сакаме да привлекуваме публика, ако секој ќе си навива за екипата за која што се навива, ако сакаме да имаме публика, ако сакаме да имаме навивачи, и па на крај крајва за кого се игра овој фудбал? Па ако немаш ти навивачи, ако немаш ништо. Јас еве во овој контекст би сакала да го спомнам и ова, не знам дали го спомнавме на почетокот во воведот, но сакам да го потенцирам. Жално е, сега те гледам дека и ти си во црната мајчка на скок и јас сум, а не договорени да бидеме двајцата, како да жалиме по случување во Вардар. Значи, зборувам за релацијата раководство комити, за која што знам дека ти не сакаш да зборуваш. Си ми кажал дека не сакаш да зборуваш на таа тема. Жално е ова што се случува во Вардар. Такви препукувања, Другутов, на релација комити и раководство, со такви ниски удари да се служиш кон собствените навивачи, едноставно на човек да му се одмили, што е навивач на Вардар. Јас да му се одмили. мислам дека ти си многу блага во твојата констатација и да не речем коментар и видување. Не постои човек на земјата планета кој може да во име на некое акционерско друштво или во име на некакви акции или не знам во име на назначување не од владата на државата, од председателот на Обединетите нации да биде назначен како собственик, извршен директор на еден фудбалски клуб, така да се однесува, така да пишува и да ги омаловажува навивачите. Не зборам за навивачката група комити. Вардар има и други навивачи. И само уште една работа која е најнова во контекст на ова. На последниот надпревар меѓу Манчестер Юнајтед и Арсенал, со кого игра? 1:1. Излегоа навивачите на Юнајтед на протест пред надпреварот. На нивниот протест излезе управата со газдите на Юнајтед излегоа и тренерот на Юнајтед, шефот на стручниот штаб, со апсолутна поддршка на навивачите, тоа може сите да го прочитаат, да го најдат, дека тие се во право и имаат право да протестираат. Еве се ежал. Значи, имаат право навивачите да протестираат, а не раководството на клубот и газдите на клубот, сега газдите на Манчестер Юнајтед, да им напишат писмо на навивачите, вие сте тоа и тоа и тоа, да не ги употребувам зборовите кои се пишуваат
за навивачите на Вардар. Па тоа не води никаде. Тоа Вардар губи. Не губат навивачите и тој што пишува. Доста веќе од покажување сила, јас сум ова во Вардар, Да. вие сте ништо. Или ние сме овој со навивачките пароли упатени кон раководството. Ама ме луѓе, па која е целта? Зошто тогаш ајде сите сакаме што навиваме за Вардар, Вардар да остане во првата лига и да оди да станува не знам каков клуб во европски е далеко да кажам. Ако нема навивачи, ако нема комити, ако нема публика, ако се така наелектризирани односите постојано, Сите губат. па нешто сите губат. Тогаш не е тој Вардар. Ајде Тој не е полека Вардар. да затвориме емисијата со една информација која ќе елаборираме во продолжение некаде пролетва во наредните месеци. Зошто јадрото на комитите кој крвареше во втората лига, сега никого да не навредиме за овие кои сега доваѓаат и навиваат, кои беа малку посериозни во некои средни години, успеа политиката на Вардар да ги разедини. Значи зборуваме за тие 8, 9 до 11 луѓе кои беа официјално раководство, веде раководство на Вардар, кој ги влечеше по тезите на преземање на акциите од Слободан Крстевски во втората лига, префрлање на клубот преку тој бараш натпрва во Кавадаци, каде што имаше инвазија, тоа новото раководство сегашното не може да го сонуви да го направи, да ги повлече навивачите да дојдат во толку голем број. Какви сакате маркетиншки трикови правите и отварате клубски телевизии, навивачите нема да дојдат во толку голем број со вакво однесување. Нема. Зошто успеа да ги разединат тоа јадро на комити? Од кој дел сега се во младинската школа на Вардар, па и тие сега со нив не функционираат. Значи тука пукна тиквата и тоа не треба да се става под тепих, треба и за тоа да се отворат картите и да кажеме нешто повеќе. Јас не знам зашто треба да се отворат или да се затворат картите, знам дека на никого не му треба Вардар кој што ќе биде плукан, Вардар кој што ќе биде исмејуван од оние што не навиваат или се го хейтаат или се против него, и на крајот на краиштата пак се враќаме на онаа старата која што вели си патиме самите од себе. Па луѓе, ние имаме репрезентација која што треба да игра квалификации сега за да одиме на светско првенство. Па никој не зборува за тоа. Каде се тука да ги обединиме навивачите? Па каде се тука да се соберат сите од шкембари преку комите, преку не знам кој бе другото? Тешко оди тоа. Па тешко оди тоа. Ја правиме емисијата кога ако не сега, ајде ќе ја направиме таа овие денови нека биде. Ајде. Да се одјавуваме полека. Ете, ова може би се одолжи малку емисијата или темата оваа последна, но тоа е, ние нашиот план како се вели и колку и да сакаме да бидеме концизни, некогаш емоциите не надвладуваат и облегуваме од една тема во друга. Нека биде тоа се за вечерва. Доколку ви се допаѓаме, можете да стиснете лайк и сабскрајб. Доколку не ви се допаѓаме, не стискајте, ваше право. Се гледаме за некој ден, нека да најавиме дека се игра во, тоа ми излезе како посебна информација, дека во петок се игра поради градскиот стадион што е затворен, во петок се играме преворот. Нова маркетиншка акција, нов маркетиншки трик, да не речам мислиш дека нешто и повеќе на штета на навивачите кои пак веднаш вратија дека не во петок и во среда и на полноќ ќе дојдат и ќе го бодат Вардар тие што сакаат и тие што можат. Вардар Шкендија ќе се игра на стадионот Петар Милошевски на ФФМ во петок во 15 часот. Се гледам. До скоро.